Секој пети граѓанин и секое трето дете во Македонија во 2024 година живееле во сиромаштија, покажува извештајот на Државниот завод за статистика. Според лајкенските индикатори за сиромаштија што ги објави статистика во 2024 година, стапката на сиромаштија изнесува 21,9%. Анализата на податоците покажува дека за жал најизразена е кај децата и младите до 17 години, каде што ризикот од сиромаштија е 29,5%. Односно, речиси секое трето дете. Стапката на сиромаштија се пресметува како 60% од медијалниот приход по семејство. Се медијалниот е не просечниот, туку медијалниот е оној кој ќе ги наредите од најнизок приход до највисок, оној што е точно на средина, па 60% од него е стапката, линијата на сиромаштија. Тие што се имаат приходи помали од таа, се буквално сиромаштија и тоа е чисто статистички податок. Кога станува збор за домакинствата, пак ризикот од сиромаштија варира во зависност од структурата, односно од бројот на членови. Па така најмногу погодени од сиромаштија се домакинствата каде што семејството брои 5 члена и повеќе, односно 2 родители и 3 или повеќе деца. И тука статистика измери дека повеќе од половина од овие домакинства живеат во сиромаштија, односно 54,8%. Ризична категорија се и домакинствата со еден самохран родител и деца, каде што стапката на сиромаштија достигнува 45,8%. Кај 4-членото домакинство кое се зема како основа за пресметката на потрошувачките кошнички на ССМ и на владата, стапката на сиромаштија изнесува 17,1%, односно секое шесто домакинство. Ако се споредат вработените и пензионерите, може да се види дека разликата е околу 5%. Кај вработените стапката на сиромаштија е 7,9%, со присуство на феноменот на така наречени сиромашни вработени, односно лица кои иако работат, имаат приходи под прагот на сиромаштијата, додека кај пензионерите стапката на сиромаштија во 2024 година е повисока и изнесува 12%. До таа бројка на, да речеме, не е она прифатлива, меѓутоа како така подношлива сиромаштија околу 21-2%, се стигнува откако ќе се исплатат пензиите и социјалните надоместоци. Предходно да се исплатат пензиите и социјалните надоместоци, стапката на сиромаштија е преку 40-45%. Коефициентот на Джини, кој представува мерка за нееднаквоста во распределбата на доходите и колку е повисок процентот, толку е поголема нееднаквоста, во Македонија изнесува 29,1 од 100. Од ССМ остануваат на барањето од 600 евра минималец кој го темелот на повисоките трошоци за живот и предупредуваат дека повторно се враќа формата на плата во плик. Синдикатите веќе најавија дека своите барања ќе ги бараат и преку протести и штрајкови.